Новиот републички јавен обвинител треба да биде искусен професионалец кој ќе знае да се одбрани од политичките притисоци, бидејќи таа висока позиција мора да се заслужи и доследно и одговорно да се работи. Според познавачите, новиот шеф во ОЈО треба да биде се спротивно од Љупчо Коцевски. Поранешниот председател на антикорупцијска Воислав Зафировски за Алфа вели дека заминувањето на досегашниот главен обвинител е само еден од потезите кои треба да почнат да ја враќаат довербата во правосудството. Се она што го работеше и се она што се постигна во изминатиот период говори дека не беше дораснат за позицијата и одговорноста која ја носи таа позиција на Република Македонија и треба јавен обвинител, државен, републички јавен обвинител, кој е пред се професионалец, кој е човек со интегритет, кој е независен. Загрижувачки се бројките за довербата во правосудниот систем во државава. Според Зафировски во тој сегмент придонесе и сега веќе екс-шефот на јавното обвинителство. Вели неговиот наследник мора преку професионален однос да ја заслужи независноста која треба да ја има целото правосудство. Сите тие критики кои упатуваат на тоа дека наводно има политички непринципиелен притисок врз заминувањето на Љупчо Коцевски од позицијата републички јавен обвинител се неосновани. Притисокот е од јавноста. Знаете што значи 2% доверба од јавноста? Тоа значи дека републичкиот јавен обвинител и воопшто судската власт не заслужуваат независноста. Коцевски пред неколку дена си поднесе оставка во ист ден кога беше закажана седницата во собранието на која ќе се расправаше за неговото разрешување. Според законот за јавно обвинителство, вршителот на функцијата треба да биде определен од редот на јавните обвинители во ОЈО. Во игра се Златко Биковски, Анита Топалова Исајловска, Исмил Дарлишта, Сонја Симовска, Фера Телези, Джелал Бајрами, Елвин Вели, Лиле Стефанова.